почитуван представник од Министерството за правда, почитувани пратеници, Предлог на Закон за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци за цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривични дела или извршување на кривични санкции. Само на кратко уште еднаш ќе кажам дека упорно продолжуваме закони кои што треба да се разгледуваат во други комисии, кои што закони треба да имаме посериозен пристап, завршуваат во Комисијата за европски прашања, се пропуштаат овде во собранието на брза лента и притоа повторно правиме одредени пропусти и донесуваме, односно предлагаме неквалитетни закони. Например, со овој предлог на закон се врши усогласување со регулативата на Европската Унија, а впрочем треба да признаеме дека конечно треба да правиме разлика што е тоа усогласување со регулативата на Европската Унија, што е тоа внатрешна и хоризонтална хармонизација кога се усогласуваат законите со нашето домашно законодавство, затоа што заштитата на личните податоци се регулира и со членот 18 на Уставот на Република Македонија, па поради тоа што се донесени и други закони кои што ги обработуваат овие прашања, како што е Закон за електронско управување, електронски услуги, Закон за електронски документи, електронска идентификација и така натаму. Поради сето ова треба да признаеме дека станува збор за хоризонтална хармонизација, односно усогласување со нашите закони. Да, при тоа мора секако да ги почитуваме високите стандарди кои што ги наметнуваат преговорите и европските регулативи и директиви, меѓутоа треба соодветните комисии да расправаат за овие закони и ќе ви кажам зошто. Например, во ист момент, ќе ви кажам една приказна, во ист момент кога се одвиваше Комисијата за европски прашања, кога разговаравме за овој закон, односно за Законот за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци, на Комисијата на политички систем се разгледуваат два извештаи, и тоа беше извештајот од Судскиот совет и извештајот од јавното обвинителство, и двата се однесуваа на 2020. Зошто го говорам ова? Затоа што токму со овој закон во членот 46 се предвидува формирање на Агенција за заштита на личните податоци, кое што агенција, согласно членот 46, треба да испраќа годишен извештај. И тој годишен извештај треба да го доставува до собранието. Во годишниот извештај треба да има податоци за следење на спроведување на овој закон, за прекршувањето и за видовите на санкции. И повторно, замислете, пропуштаме да предвидиме рок во кој што Агенцијата за заштита на личните податоци ќе ги доставува извештаите до собранието. Од една страна имаме небројни дискусии на Комисијата за политички систем, каде што зборуваме дека не е во ред во 2022 да се разгледуваат извештаи за 2020 година, затоа што многу од ситуациите се завршени, ниту една препорака ќе нема реална вредност, ги користиме само како индикатив и показател за работењето. Од друга страна донесуваме закон каде што го правиме истиот тој превид. Зошто? Затоа што ги оставаме овие закони наместо во матичните собраниски комисии, односно Комисијата за политички систем, за истото да се разговара на Комисија за европски прашања. И на тој начин повторно ќе се случува она што ни се случува, а видовме дека колеги пратеници достави и предлог на закони со кој што се менува рокот до кога треба да се достават извештаите од Судскиот совет и од јавното обвинителство, и сега истото може да ни се случи и овде. Овие се сериозни закони, регулирани се во Уставот, како што реков, со членот 18, и потребно е за истите да имаме една дискусија онаму каде што треба да има, а не упорно да се форсираат одредени комисии и на тој начин да се прават вакви, да кажеме, неправилности при самото предлагање. Во ред, ние ќе реагираме со амандман, ќе се обидиме ова да го решиме, ќе предложиме соодветен амандман. Меѓутоа, прашањето е уште колку вакви неправилности и аномалии се појавуваат во законите кои што доаѓаат на Комисијата за европски прашања, каде што доаѓаат законите со европско знамеце, затоа што биле необемни, биле скратени или се усогласува. Во исто време станува збор за
обемни, за сериозни материјали, кои што треба да бидат сериозно разгледани на оние места каде што се остварува надзорната функција на собранието. На овој начин, ние како опозиција, јас можам само да го судам како обид, уште еднашка, да се заобиколи надзорната функција на собранието или истата да биде намалена, затоа што нелогично е да предлагате денеска во 2022, кога сите сме запознаени со доцнењето на доставувањето на извештаите, да предлагате ваков член 46 во кој што не го предвидувате рокот. Тоа се нашите забелешки, ќе се обидеме тие и некои други кои што ги имаме да ги предложиме во вид на амандмани, меѓутоа уште еднаш апелирам, кога станува збор за вакви сериозни закони, обемни материјали, истите да се разгледуваат во матичните комисии за да немаме закони кои што се нефункционални или кои што оставаат лоша пракса. Ви благодарам. Благодарам и вам.